15 часот и 20 минути, термин кој што веќе ви е добро познат, бидејќи стартува вториот блок отворено студио 1 и денес односно во овој втор термин се дружите со мене со колегата Антонио Крстевски и секако, како што е праксата, имаме подготвена тема и денеска. Станува збор за тоа дека Македонија напредува на скалата за почитување на работничките права, но каде се слабите алки? На оваа тема разговараме со Вилдан Дрплјанин од Хелсиншки комитет. Добар ден и добре дојдовте. Добро најдов. Така, вчера излезе една информација во однос на тоа дека минатата година дури 23 работници починале на работно место, а дури 1790 се повредени при работа. Овие бројки се навистина сериозни. Најпрво во име на Хелсиншкиот комитет за човекови права да ви се заблагодарам на поканата и што актуализирате една особено значајна тема во поглед на 1 мај, денот на трудот. Да започнеме прво генерално, законот за работните односи е тој кој што е своевиден устав за работните односи, ја нуди генералната заштита и насоките како да се однесуваат страните во работните односи, а конкретно за безбедноста при работа има посебен закон од 2007 година за кој што се вика Закон за безбедност и здравје при работа, кој што од тогаш е менуван 10 пати. Прв проблем кој што се воочува од самото најавување на темата е дека во Македонија не постои унифицирана методологија за следење на повредите и смртните случаи при работа. Например, Македонското здружение за заштита при работа постојано ги следи бројките кои што на смртни случаи и на повреди при работно место и конкретно за 2018 година велат дека имало 124 повредени и 33 смртни случаи на работното место. Че некоја друга статистика која што зборува бројките се уште посериозни од таа која што вчера излезе всушност информацијата? Лично мое мислење е дека дури оваа бројка е ниска, бидејќи многу често примери од пракса дека се случува на работници да им биде да се прават притисоци да не го пријават повредувањето на работното место, да им се нуди одредена компензација за да не ја започнат постапката, да не ја водат постапката понатаму и со самото тоа тие случаи не се евидентираат, односно се евидентираат како повреди кои што настанале надвор од работното место. Ова е особено сериозно за случаи во кои што одредено лице отишло на работа и настанала смрт на работното место, веќе секој еден загубен живот на работното место мора да носи одговорност, што во македонското општество не е честа работа, веќе не слушате во медиумите дека работодавач кој што не презел апсолутно ништо за безбедноста на своите работници, место каде што настапила смрт на работник, понатаму бил кривично гонет и бил, да речеме, осуден во ситуација кога 100% вината е негова за настанувањето на смртта на работното место. Споминавте методологија, дека еве нашиот систем нема всушност таква. Дали може би вие имате или предлагате некој концепт како да се реши овој проблем? Согласно методологијата на Сдруженијето што го спомнав претходно, Македонија важи за една од државите која што има една од највисоките стапки и на смртни случаи на работно место и на повредени лица на работното место. Конкретно 2018 година во Македонија смртната стапката на смртни случаи била 4,34, односно тоа значи дека прилика 4,5 работници биле загинале на работното место од 100.000 вработени, додека во Европската унија тој стандард на пример е 2,8, што значи значително понисок. Уште пострашна е статистиката во однос на повредите, во кои Македонија има стапка од 16,33, додека стандардот во Европската унија е некаде околу 1,83. Значи речиси 8 пати повеќе од 8 пати поголема стапка од просекот кој што важи во Европската унија. Што велат вашите податоци за овие сериозни бројки за кои што говориме, кои се главните причини? Целиот систем на поставеност на безбедност и здравје при работа е доста комплексен систем. Вклучува институции од областа на трудот, вклучува институции од здравствениот сектор, понатаму обвинителствата, судовите. Се тоа треба да функционира добро, за да можат законите кои што во суштина во најголем дел се усогласени со директивите кои што ние ги имаме ратификувано со директивите кои што ги имаме преземено од Меѓународната организација на трудот и европското законодавство, во најголем дел законите не се тие кои што се проблем, во најголем дел проблемите извираат од примената на тие закони, односно проблемите потекнуваат уште, нели спомнав тоа со методологијата. И голем проблем е што јавното обвинителство многу често не ги процесира предметите, да речеме конкретно за смртни случаи, не ги процесира понатаму тие предмети до судовите, кои што понатаму треба да ја водат постапката доколку јавното обвинителство покрене
прогон против работодавач кој што не ги презел потребните мерки за да ги заштити Значи работниците. сметате можеби дека нема доволна меѓуинституционална соработка? Нема доволно меѓуинституционална соработка, секако тука се и генералните слабости на македонската економија, дека станува збор за исклучително мала економија која што има голем број на невработени лица, многу од луѓето и се плашат да не го загубат работното место без разлика што и да се случува, многу ретко се Затоа и се молчи. Така. многу ретко и се осмелуваат да ја покренат целата таа постапка, да речеме кога има полесна повреда на работно место. И целиот тој систем едноставно не нуди резултати во кои што ние можеме да речеме дека во ред, дури и кога ќе се случи смртен случај, најстрашната работа, дека треба државата ќе се осигура дека ќе има одговорност за овој случај и дека ние како општество ќе се погрижиме тие случаи да бидат на апсолутен минимум. Конкретно минатата година просекот е некаде дека секој месец умирале околу речиси 3 работници на работното место, што е многу голема и страшна бројка. Во Македонија постојат закони, напишани се. Како што спомена и ти, нивната имплементација е проблемот. Како и во други сегменти на општеството, така и ова. Значи, постои закон за заштита на работниците, меѓутоа истиот не се имплементира, односно не се почитува. Како да се дојде до одреден степен во кој што ќе можеме да донесеме заклучок дека има какво такво почитување на законите кога станува збор за ова прашање? Првата работа која што мора да се направи е што повеќе луѓе да знаат кои се правата кои што произлегуваат, кои се обврските што треба да ги исполнуваат и што им следува согласно законот. Многу голем проблем во нашето општество е што многу малку се зборува за тие работи, многу малку се познати механизмите кои што може да се искористат за заштита. Во можеби малку и тука голема вина има и во тоа што целиот систем на работнички права е толку распрскан што обичен работник едноставно ниту го има времето, ниту може толку да се посвети да навлезе во сите тие распрскани закони, да ја најде својата заштита и да се осигура дека тоа е во право и понатаму да води постапка која што за македонски стандарди е доста скапа и воопшто не е мала работа вие да се одлучите на таков чекор, особено кога не сте целосно сигурни дека вие сте тие кои што сте во право, бидејќи системот е комплициран. Првата работа е значи покренување на јавната свест, односно информирање на што поголем број на луѓе кои се прават и обврските кои што произлегуваат од нивниот работен однос. Втората работа е притисок, односно наблюдување, блиско наблюдување на работата на институциите кои што се засегнати со повредите и смртните случаи на работното место. Конкретно анализите на Хелсиншкиот комитет велат дека Државниот инспекторат за труд има доволно независност за да ја спроведува оваа активност, но од друга страна и таму постојат голем број на проблеми во однос на ресурсите, односно Државниот инспекторат за труд му се потребни повеќе ресурси за да може соодветно да ја спроведува и да ја регулира во најголем дел да ја регулира имплементацијата на законите. Конкретно една статистика, во 2017 били извршени 31.690 надзори, што значи дека тоа му доаѓа некаде околу 1,2 инспекцијски надзор дневно по инспектор, што е значително намалување, да речеме, од пред 2 години, кога таа бројка изнесувала над 45.000 надзори на годишно ниво. Што значи дека дури и во ситуација кога се зголемува бројот на повреди и смртни случаи на работно место, Државниот инспекторат за труд ги намалува надзорите, односно има помал број од 2015 година, да речеме, кога 2016 година, да речеме, кога имало 94 повредени и 19 смртни случаи на работното место. Вака, во однос на тоа, министерката Царовска всушност ја детектираше вината и во работодавачите, но и во работниците. Се согласувате ли вие со ова? Од аспект на Министерството за труд и социјална политика се гледа дека се преземени значителни чекори во однос на подобрувањето на состојбата со работничките права. Мислам дека главно вината може да се лоцира во нејасноста на одредбите, односно многу често законодавецот и не предвидува во кој дел како да се остварат одредени права кои што ги предвидува на работниците. Пак се нецелосни законските одредби. Значи постојат одредени во дупки законот кои што работодавачите лесно може да ги искористат. И често не можат работниците да се осигураат како да бидат сигурни дека ова право е, да речеме, почитувано, бидејќи е напишано, стои како гарантирано право на работникот, но понатаму кога ќе навлезете во имплементацијата, посебно кога тоа вклучува некакви финансиски импликации, секогаш е проблем од каде вие треба да ги обезбедите. Во однос на Министерството за труд и социјална политика има работна група за законот за работните односи. Се работи веќе речиси година дена.
и препораките на Хелсиншкиот комитет се земаат предвид, но сепак динамиката, односно спроведувањето на работната група и на целиот закон оди доста. Кои се тие препораки кои што ги нудите ви? Можеби најпознатата во однос на законот за работните односи, кој што сега беше актуелна во медиумите, дека ќе има и задолжително отсуство за родителско отсуство за мажите, односно нема да биде само жената таа која што ќе може да го користи задолжително, а мажите по исклучок во ситуација кога жените нема да го користат. Според новата промена ќе има 1 месец задолжително отсуство и за мажите, односно се поставува некаква база, да речеме, во однос на тој родов сегмент. Во однос на конкретно за безбедноста на работа, тука треба да се направат и корекции во однос на законот за безбедноста и здравје при работа. Исто така дел од препораките произлегуваат од двете анализи на Хелсиншкиот комитет промовирани оваа година. Но најголем проблем повторно е имплементацијата, односно самата законска уреденост не е изворот на проблемот, поставеноста на целиот систем, имплементацијата на одредбите е тоа што произведува проблеми во пракса. Има статистики кои што говорат дека во минатите година-две во Македонија има некое зголемување на барем минимално на степенот на почитување на работничките права, меѓутоа се уште има сегменти од општеството, односно економски гранки во кои што остануваат оние стари проблеми кои што со децении не можат да се искоренат, а секако се однесуваат на непочитување на работничките права. Каде има најголемо прекршување и детектирано ли е и како истото да се поправи? Да земеме за пример последните 9 месеци, со тоа што ќе ја вклучиме и 2019 и 2018 година, до Хелсиншкиот комитет имаат сигнато 130 представки на прекршување на работничките права. Опфатот е некаде околу 5000 работници, кои што се пожалеле дека на еден или друг начин им биле прекршени или загрозени нивните работнички права. Најголем дел станува збор за неплатена прековремена работа, за непријавени работници, за изрекување отказ во устна форма. Многу почесто во последно време станува збор и за мобингот, односно пријавување на мобинг на работното место, без разлика дали тоа доаѓа од работодавачот, односно надредениот, или едноставно од колега кој што му го врши мобинг врз одреден друг колега, односно жртви на мобинг кои што произлегуваат и од хоризонталната поставеност на работното место. Мобингот се споменува се повеќе низ Европа, па и низ светот, секако и Македонија не е имуна на мобинг, меѓутоа како да се препозна и како да се воочи и да се пријави? Значи, и за овој феномен во Македонија е донесен посебен закон, односно законот за заштита од вознемирување на работното место. Таму е предвидена посебна претходна постапка. Во претходната постапка целата таа процедура започнува со тоа што вие директно се обраќате како потенцијална жртва на мобинг до лицето кое што е вршител на мобингот и му опишувате кои се дејствија сметате дека класифицираат мобинг, односно зошто вие се чувствувате како жртва на мобинг и го замолувате да го коригира и да го приначи своето однесување. Што се спаѓа во мобинг, нема некоја прецизна дефиниција, односно мобингот е таква појава што е многу индивидуална. Односно тоа што одредена личност го доживува како понижувачки, навредувачки, непосакувано однесување, кој што за крајен резултат може да има вие да неволно додите на работа, да прекинете со работниот однос целосно, односно има негативни последици врз вашето здравје. Во тие ситуации личноста, нели, потенцијалната жртва на мобинг се обраќа до личноста која што е вршител на мобинг, тука представува една затворена постапка кај работодавачот, каде што само тие две лица се обидуваат првенствено да го решат конфликтот, интерно, а понатаму доколку нема никаков одговор или не се коригира однесувањето на лицето кое што е потенцијален вршител на мобинг, се обраќате конкретно до работодавачот, односно надредениот орган кој што треба да започне постапка на посредник, кој што ќе ја посредува целата постапка помеѓу две лица кои што тврдат дека се жртва и потенцијална жртва на мобинг и потенцијален вршител на мобинг. А понатаму, доколку не е успешно посредувањето, секако постои и судска заштита. Исклучок од ова правило е доколку веднаш вршител на мобингот е работоводен орган кој што веднаш може да се покрене судска постапка. И ако законот генерално не предвидува исклучивост на постапките, односно претходната постапка не е услов за вие понатаму да водите судска постапка. Значи може и директно да се премине кон судската постапка. Посебно чувствителна сфера се текстилните работнички
каде што во 2018 Колку тие се осмелуваат тебе да пријават мобинг на работно место? таму мислам дека е најранлива категорија на работници, бидејќи најголем дел од нив работат за минимални плати, а условите се не се Такви што на се. задоволително ниво, односно најголем дел од нив работат во лоши услови и покрај целата таа ситуација во која што вие работите за минимална плата која што самата не може да обезбеди екзистенција, не се чувствувате доволно сигурни да покренете постапка за мобинг или за било кое нарушување на вашите права, бидејќи се плашите дека и тоа работно место ќе го загубите, односно дека нема ништо да направите. Конкретно со бесплатната правна помош на Хелсиншкиот комитет се опфатени во 2018 година 82 конфекции, односно иницирани се 37 управни постапки и дадени се 444 правни советувања на текстилни работнички кои што пријавиле дека им се нарушени работничките права или на одреден начин загрозени. Ајде на крајот на овој разговор само една порака која што имате вие како Хелсиншки комитет да испратите до работниците во Македонија, оние кои што се чувствуваат дека не им биле испочитувани работничките права. Нашата генерална препорака е дека дури во ситуации кога мислите дека е целосно неполезно да покренете постапка или да поднесете поднесок или било што кое што вие знаете дека нешто не е во ред на работното место, дека дури во такви случаи треба да ги пријавите прекршувањата, односно треба да го преземете тоа што ви го дозволува законот како опција, бидејќи тоа е единствениот начин да се издействува промена на долг рок, со тоа што ќе се пријавуваат сите тие повреди и ќе излезе на површина за какви повреди најчесто станува збор и ќе мора да има соодветна реакција и од надлежните институции и од целиот систем кој што треба да ја гарантира заштитата на работничките права. Во Македонија и социјалниот диалог е во незавидна положба, односно постојат 14 гранкови колективни договори и 2 државни, кои што во многу мал дел, во неколку члена со по неколку реченици опфаќаат безбедноста на работата, односно не ја допрецизираат заштитата која што треба да ја обезбеди работодавачот на секој работник што работи на ризично место. Препорака една и на Институтот за јавно здравје дека не постои записник на професионални боледувања, не постои официјална статистика за што би можела понатаму да се искористи за да се преземат мерки за да се заштитат работниците кои работат во ризични сфери. Вилдан, ти благодариме за гостувањето во Отворено студио ден. Се надевам дека во иднина ќе има што помал број на пријави за прекршување на правата на работниците на работното место. Се надевам и јас и се гледаме на 1 мај на маршот за работнички права. Така ти благодариме за денешното гостување. Ние по кратка пауза се враќаме повторно во Отворено студио 1 со колегата Дејан Андоновиќ да ги анализираме вестите од регионот и од светот.